Во програмата за работа на јавното предпријатие Тетово Транспорт првично се планираат 3 линии со 5 автобуси, а истите се планира да вршат превоз на патници во периодот од 6 часот наутро до 22 часот. Јавниот градски превоз во Тетово за неколку месеци најверојатно ќе започне само со една линија и со 4 автобуси кои би ротирале. Според условите и искуството од терен ќе се вршат соодветни промени, информираше на денешната седница на Советот новиот директор на предпријатието Дарко Спировски. Првата линија е замислено да иде, така е дизајнирана, да почне од автобуската станица до првиот кружен тек, каде што е новата улица, да сврти кон Веро и после да излезе на булеварот, нагоре покрај пазарот, доди до центар на градот, и после од центар на градот сврти лево и по булеварот Илинденска, мислам дека е таа улица, да стигне до Штудовиот универзитет. Согласно временската рамка се претпоставува, проектирано е 40 минути за таа цела линија, таму би одмарал, би почекал некои 20 на минути и после тоа би се вратил назад. Сега, како што е замислено, на секој половина час, велам у прва фаза, на секој половина час од таму оваа линија би била покриена со 4 автобуси, на половина час вие би имали автобус што евентуално би ве однел таму и би ве вратил по истиот пат назад. Свесни сме дека времењата што се таму ставени од станица до станица на линиите што се предложени практично може да трпат измена согласно теренот што ќе покажат условите на теренот. Според финансискиот план на предпријатието планирани се приходи од билетите, картици и изнајмување на рекламен простор во износ од 18.285.825 денари. Еднаква сума и на планираните расходи. Според председателот на Советот Беким Мемети, надлежните се оптимисти дека предпријатието на почетокот ќе работи во позитивна нула. Како ново формирана предпријатие, јас сум оптимист дека тоа ќе почне од нула и во позитива ќе биде. Секако дека и директорот пред мене кажуваше и во детали како тоа ќе се спроведе, пошто веќе знаете дека имаме нов директор и он денеска во седницата ги образложи и ги кажуваше со факти како ќе течат работите во ова време што не проследува. Инаку на дневен ред пред советниците се најдоа извештајот за работа и активностите на Советот за минатата година, дополнување во планот за вработување, детални урбанистички планови и прифаќање донација на контејнери.